Добредојдовте во уште едно издание на емисијата Сергеј Реинвенте. Денеска што ќе гледаме? Во индустријата за убавина ќе погледнеме органска козметика која што искрено од срце топло ви ја препорачувам, што е многу ин во светот и многу јавни личности ја користат и ја практикуваат органската козметика. Во мода ќе видиме тековни случувања што се случувале во месец мај. Ќе ги видиме мајските оперски вечери и ќе проследиме еден така наречен моден настан. Па ќе видите за што станува збор. Нормално во плакарот на Кека ги се настега и во Q&A ќе одговорам на дел од вашите прашања што стигаат на мојот Инстаграм профил. Останете. Добредојдовте во индустријата за убавина. Денеска сакам да позборуваме за една тема која што е многу актуелна во светот и во индустријата за убавина генерално, а тоа се природните козметики, односно органските. Кај нас има многу малку избор на тој тип на козметика, меѓутоа јас ги најдов производите на Origins во парфемериите на Фабу и дефинитивно ќе ви објаснам зошто и вреди да инвестирате во природна козметика. Некои од вас се фанови на природна козметика или сакаат да го чистат лицето или да го третираат со, или имаат скин рутина која што сакаат да биде со природна козметика, така да тука ќе ви покажам неколку производи. Сите овие производи се за различни типови на кожа, меѓутоа треба да имате во предвид дека морате да се консултирате со стручњак. Јас ги најдов овие во парфемериите на Фабу во Истгейт. Таму ќе ви дадат на лице место совет што е соодветно за вашиот тип на кожа, дали е масна, дали е сува или дали станува збор за зрела кожа. И не е дека не може меѓу себе да се комбинираат. Тука имам неколку кленсери за лице, како што може да приметите 1, 2, 3, 4. Сите се повторно за различни типови на кожа и прават различен ефект или различен резултат. И доброто во Origins козметиката е што резултатите ги гледате веднаш. Плюс има и маски за лице. Сега, мој совет е, ако нешто треба да ви препорачам, прво што би требале да го пробате од Origins природната козметика, тоа се маските за лице, дефинитивно. А јас ќе ви ја препорачам оваа маска. Значи, станува збор за маска на Origins Drink Up. 10 минутна хидратна маска со априкот и водод глечер. 10 минутна хидратна маска. Маската е чудо, драги гледачи, дефинитивно. После од кога ќе измиете, ви го дава она чувство дека лицето ви е совршено хидрирано, како да сте се третирале со години, или ако сте од тие што не пијат вода или не се доволно хидрирани, како што, например, јас не пијам доволно вода, ова е менјач на игра или game changer, што би се рекло во индустријата за убавина. Така да од срце ви ја препорачувам оваа маска, прво што мислам дека треба да пробате. И второ, ја имате оваа маска, што исто така е мора да се проба. Ова е маска за преку ноќ. Исто така е за хидратација. Значи ја нанесувате на вашето лице, што е претходно нормално исчистено, и преспивате со оваа маска. Кога се разбудите, сабајле, драги гледачи, се случило нешто преку ноќта. Буквално е од оние производи кои што инстантно делуваат. Можете да замислите што би било кога би ја користеле редовно во вашата редовна скин рутина. Така да прво што ќе ви препорачам, освен кленсерите за лице, на прво место што сметам дека треба да пробате се барем овие две маски кои што се исклучиво и за хидратација, едната е за тековна употреба, а другата е као overnight Drink It Up Intensive. Тоа е мојот совет. Нормално, ако немате проблем со хидратација на вашето лице или кожата ви е хидрирана, имате и повеќе видови на маски кои се на база на глина, кои се соодветни за вашата кожа или за проблематиката што ја третирате или за резултатот што сакате да го едноставно да го добиете. Следно нешто, исто така што ќе ви препорачам од Origins е ова чудо, драги гледачи. Ова било исто чудесно, магично, природна козметика, магична, драги гледачи. Ова е крема со SPF 40
што е многу битно, сум зборувал за SPF-от, меѓутоа има малку тон во себе. Значи, крема која што е благо тонирана, дава блага боја на вашето лице и ви дава заштита од сонце, од UVA и од UVB зраци. 40 е оној фактор кој според мене треба да ви е неопходен во текот на денот, без разлика дали е зимо и дали е лето. И ми се допаѓа моментот што малку го бои, минимално го тонира лицето и ви дава една свежина, еден глоу и притоа сте заштитени од и UVA и UVB зраците. Вика Energy Boosting Tinted Moisturizer. Дефинитивно нешто што треба да го имате во вашата торба при рака секој дневно. Следно што имаме од Origins, што би ви го препорачал, е оваа крема која е многу продавана. Значи станува збор за хидрантна крема Age Defense Moisturizing со бел чај. Има заштитен фактор 40. Еден од најтрошените производи на Origins, кој што дефинитивно повторно ви го препорачувам да го имате при во вашата скин рутина. Следно, мене што ми се виде збес, ова малецко, драги гледачи. Ова малецко било чудесно. Видете го. Цнк! Во мало шише лежи голема тајна. Што е ова, драги гледачи? Сите знаеме од време на време, дали од што и да е, да се изфрламе по лицето, заради тоа што ниеден од нас немаме совршена кожа со Instagram филтер во реален живот. Ако ви излезе некаков си тип на акна или бубулица или некаква си иритација, ова ви е спот тритмент. Ова е магично. Јас поаѓајќи по себе, често во овој дел на лицето заради бричење и ради типот на кожата каков што ми е, знам да се нафрлам. Е ова кој ќе го намачкате, што и да имате, а повеќето ќе имате некаков настан или ќе сакате да одите негде, и како за инает, ќе ви никне некоја глупост на лицето. За таква глупост на лицето, ова е магичното нешто што треба да го имате и да си дозволите. И морам да потенцирам. Станува збор за органска козметика која што е исклучително квалитетна, а со многу пристапна цена. Сега ова да го вратам назад. Цак. И за крај ќе ви ја покажам кремата. Значи, 3-part Harmony, која што е апсолутно и пакувањето и самата структура внатре е совршена. Сега, тука имам 3-part Harmony крема, Nourishing Cream for Renewal, Repair and Radiance. Значи, самиот опис на кремата ви кажува каков ефект ќе добиете. И повторно потенцирам. Повеќето од производите во индустрија за убавина, дали се креми или што и да бараат бараат одреден временски период за да видите некаков ефект. Кај Originsот го гледате ефектот моментално и нормално, што подолго го користите, толку поздраво, по-сјајно, по-природно, по-негувано изгледа вашето лице. Сакав и да обрнем внимание и на природната козметика во однос на негата на кожа, заради тоа што, повторно кажам, све се сведува на вашите лични потреби и како сакате да го третирате вашето лице. Originsот од мене ви го препорачувам буквално од срце, меѓутоа потенцирам повторно, поидете во парфемериите на Фабу, во парфемеријата во Eastgate, тамо со стручно обучено лице ќе го одреди вашиот тип на кожа и ќе ви каже кои се неколкуте производи или 1, 2, 3, зависи од тоа што барате, што би требало да ги практикувате. Ете така. Од мене за денеска во индустријата за убавина толку. Се гледаме во мода. Добродовте во делот мода. Денеска во мода ќе видиме, ќе проследиме тековни настани што се случувале во Скопје и на мое големо задоволство и големо изненадување конечно да видам настан каде што гледам убави луѓе да шетаат по улица и убави луѓе да излезат и убаво да се стилизирани. Станува збор за 50-тото отварање на мајските оперски вечери, каде што сите го испочитувале дрес кодот, сепак останале автентични и интересни самите на себе. Ајде да видиме што имаме. Имаме
Оваа госпоѓа која што е онака прекул стилизирана, добри менгиши, супер коса, многу интересна боја, добар мејкап. Next. Видете од позади колку е она кул. Браво. Next. Сакам да видам луѓе кога се вака дотерани за настан, соодветно кога се вака дотерани соодветно за приликата. Браво. Next. Одлични се, повторно ќе кажам, двете, испочитуване дрес кодот, да не навлагам во детали, во анализа коса, шминка, кога кажам дека нешто ми се допаѓа и кога мислам дека треба да одите на некаков настан, треба да го испочитувате настан, заради тоа што тоа многу зборува и за вас. Одлично. Браво, многу убав летен изглед и двајцата убаво изгледаат. И фала Богу да не видам куфери да влечат. Јас не знам сам повеќето луѓе ми се познати, меѓутоа се дефинитивно едни градски луѓе кои знаат да се носат и со тековниот тренд. Одлично е искомбинирано тоа црно-бело издание, одлична е ташната, одлична е косата, одличен е мејкапот. Next. Кога ќе видам вакви изданија, јас се викам каде се овие луѓе до сега? Да не се пикнале по дупки, пошто знаете како доведени сме у ситуација, дојдоа дивите ги збркаа питомите. Дали сите фини, кул и градски луѓе, кога мислам на градски, не мислам на скопјани, мислам генерално градски луѓе во главата, каде се овие луѓе по другите настани или по други настани одат само ние што се напикани со кој што не треба. Next. Погледнете, девојката е трудна и се потрудила да изгледа повторно добро и соодветно за настан. Браво. Next. Одлично е тој црн фустан, одлично е торбичето црно-бело како детал. Тука го има моментот кога вие ќе фукнете некоја ташна за да разбие, ама со таа ташна разбивате прозор. Не, браво, тоа е тоа. Next. Супер е тој шарен фустан, колоритен, одлично, исто е убава средена коса, повторно соодветно на една културна манифестација. Тоа е поентата, за се има одреден аутфит. На работа се знае како се оди, на модна недела се знае како се оди, на мајски оперски вечери 50 години се знае како се оди, како што се знае како се оди во театар или како што се знае како се оди во кино. А на ниедно од овие места не се оди исто. А ви сте дрпнати, немате појма. Браво, next. Одличен е деталот со бисерите. Прецрна е незината коса за мој вкус. Добар е мејкапот. Сукњата доле со белите чевли не е дека не одговара, меѓутоа ми е малку Мадона од AliExpress, like a virgin момент, али окей. Next. Одлични се двете. Одлично. Одлично стилизирани, скроз модно и фешн. Next. Колор е ин, модерен е. По мој вкус, дечкото е преколоритен, преагресивен на тој колор, меѓутоа за моите очи, бидејќи јас кога ќе видам многу колор, па некако како да ме напаѓа, али не значи дека изгледаат лошо, поготово ми се допаѓа девојчето со цветниот фустан. Ете, тоа би било тоа. Драго ми е што во Скопје видов на едно место, поготово на таква свечена манифестација, соодветно дотерани луѓе и еден аплауз од мене и за организаторите и за луѓето кои дефинитивно се потрудиле. Овие луѓе се гледа дека размислувале и се потрудиле како ќе изгледат и како да ја испочитуваат манифестацијата. Сега, одиме у модни катастрофи. Дојдовме у делот за модни катастрофи. Сега, што ќе проследиме у делот за модни катастрофи? И зошто ќе речете сме во делот во модни катастрофи на оваа тематика? Во Скопје ретко се случуваат модни настани од каков и да е тип. Го прокоментирав настанот на Магнетик, прокоментирувам кога има секогаш тековни настани. Во модни катастрофи овој пат оди дизајнерката Тања Кокев со нејзината последна колекција. Сега, повеќето од луѓето што ги знам што биле на таа риве, јас ги познавам и знам зашто отишле тие луѓе таму, за да се дружат, не се виделе меѓу себе, заради тоа што голем дел од тие луѓе ја разбираат модата и им треба нив Тања Кокев да им објасни што е модерно, пошто Тања Кокев сама по себе нема појма што е модерно по приложеното. Сега, ќе кажете повторно што не ми се допаѓа. Јас ќе се потрудам да ви објаснам убаво, конкретно, што мене не ми се допаѓа, знаејќи која е целта
или што сакала, каков печаток сакала да остави. Јас знам што сакала Тања да направи. Тања сакала да собере една свита на луѓе околу себе, за да остави импресум и впечаток на потенцијалните клиенти или потрошувачите, односно конзументите, кои што не верувам дека се заинтересирани во тие робички или партали кои беа представени на таа ревија, организирано во хотелот Мериот, замислено да изгледа као полутеатарски перформанс. Тоа на повеќето од фотографиите не се гледа, меѓутоа јас имав прилика да го видам од луѓе што го репостира самиот настан на Инстаграм. Организирано во хотел Мериот. Прво, не е Мериот крив, Мериот е таков каков што е, меѓутоа ако сакате да направите театарски перформанс или да изгледа тоа као на театарска бина или да има малку кабаре момент, а при тоа Тања Кокев сака да е кул, па на поканата на ревијата пишала Desert Rose. Како Desert Rose се деси у Мериот со джиновски кристален лустер позади, со неонски светла од позади, каучи од мебел, клакнати манекенките по каучи со шешири нешто позираат, напред наредени куфери, лампи, столици, тоа е таја, нели, интериор дизајнот што се случува и меѓутоа одат девојки со робички. Гостите од страна. Нема ништо лошо да се гостите од страна. Гостите треба да се страна, не треба да се на сцена. Меѓутоа гостите како на матине јадат, пијат и чанчарат панчарат. Тоа не се прави така. Ако правите театарски перформанс од ревија и тоа е модно шоу, тоа се организира во театар. На театарска сцена се прави тоа истото, а гостите седат во публика и гледаат на сцена. Заради тоа сметам дека тоа изгледаше од организацијски аспект на лоша локација, лошо наместено, лошо изведено. Крај. Next. Еве ги моделите. Сега. Што е тука лошо, ке речете? Или дали јас претерувам? Ништо не е лошо на виду. Апсолутно ништо не е лошо, освен што има некоја шуш боја на фустани, кој што ова нема врска со мода. Значи, модата во денешно време бара една друга идеја и една поголема замисла. Значи, ова се работи, како да ви кажам, драги гледачи, Љупка Џундева и Мери Бошкова што би ги носела крајот на 19 век. Тоа се тие робички, фустанчиња. За каде? За каде? Next. Цвеќиња, окей, флорално е у мода, али толку многу има од овие цвеќиња, да веројатно Тања купила едно 70 метра од истиот материјал, па од едно направила 2 фустана од едно, 3 од четврто сукња, од пето елече, битно да се потроши материјалот. Косите и мејкапите им се окей, али она а што е со позиве? Зашто се љути ко бунгурки у фаца? Не. Next. Пак е тој момент. И сега како стасавме? Вие не го гледате лустерот горе у Мериот, кристалниот, гледате атмосферски обработена фотографија и ке речете тука нема ништо лошо. Нема ништо лошо позадински. Меѓутоа тој цветен фустан во овој амбиент, како? А колекцијата се вика Desert Rose со квота од песна од Sting. Next. Евеко, омилен материјал е. Значи, овој материјал, прво, и овие дезенчиња, ова не е мода, ова се робички, ова е конфекција. Next. Ете, фрп. Пошто ја знам Тања Кокев каква е, знам колку сака девојките што настапуваат на сцена да бидат нејзини клонови. Она сака така да изгледаат, затоа што Тања Кокев ја познавам од мала и затоа ја знам работата и ќе кажам дека она имала и исклучителни колекции. Одлични. Не можам тоа да го порекнам, меѓутоа оваа колекција не е тотална утка. Дали немала инспирација, дали погрешно го извела, што направила, како направила, не е битно. И Тања не секогаш има идеја. Например, ако ви се допадне нешто, она одлично може да ви го изведе сето тоа. Меѓутоа, она ако треба да ви осмисли еден изглед, ќе изгледате вака досадно. При тоа, не ја застапила она се декларира како светски моден дизајнер, мислам светски, како нели македонски репрезентативен дизајнер, што веројатно ни 5% од Скопјани не би го носеле ова, а камоли македонци, а камоли на Балкан. На Балкан низината естетика не проаѓа никако, предосадна, а камоли во светски рамки. Па Ана Винтур да ти е тамо клакната, ќе цикне жената, ќе снема, ќе смени агрегатна состојба, колку се тоа е досадно, а не е модно.
Што е светската естетика? Пуште. Еве ја светската естетика. Тука гледате мода, тука гледате фешн, тука гледате цела приказка, тука гледате различност, гледате бои, гледате интересни коси, гледате добра организација и не правам споредба во однос на парите и на средствата, заради тоа што во моментот што го видовте се милионски буџети упрашања. Меѓутоа целата оваа досадна колекција на Тања Кокев, да ги немаше тие фустанчиња, а да се направеше на едно плато, на отворен простор, пред опера и балет, или каде и да е на друго место, во совршеното време од денот, помеѓу 6 и 7 ноќе, и кога гостите немаа да бидат дојдени и да се пикнати на конјопо и него ќе беа седнати лево и десно, тогаш фокусот ќе беше во моделите и можеби немаше тие цветни фустани да изгледа толку досадно, мада мене секако ми се досадно, и тоа не е тековната мода што се случува во свет, тоа се робички, тоа се партали. Next. Административен изглед, за на работа. Тоа. Next. Не се лоши шорцевите. Али пак, досадно, толкава драма, вау, галама, за што? За шорц, за фустанче, за робиче? Не, дајте нешто ново да видиме. Next. Добар е костимот, тоа одело на прирамка, се е тоа окей, али е досадно. Next. Еве ги тие елементи што зборувам, што се извадени на сцената, да се долови нешто. А тие што го долувале ова нешто, не знаат уствари ништо. Заради тоа што кога се бавите со естетика, поготово модна естетика, треба да видите што е тековниот тренд во светот, во мода, не само во облеката и јалиштата, него и како амбиент. И не дека правам јас поредба со ексклузивните, односно гигантите во мода. Меѓутоа, разберете, модата што го носиме, ова све што носиме, се доаѓа од, да не речам, 5 бренда у светот. Од тамо доаѓа. Од Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci и Red. Од тамо се спушта надоле модата а тука нема ништо такво. Next. Убаво, окей, досадно. Next. Уште подосадно. Next. Добро е оделото. Тука гледам малку помодерен вајб и во крој. Значи, шеширот тешка глупост на глава. Помодерен крој, добар материјал. Сандалите се пристојни. Окей, next. Не, исто. Уствари шорцевите се фора, морам да признам, одлични се шорцевите. Next. Убав, досаден, бел фустан. Ништо модно спектакуларно. Да, некоја си ready to wear колекција. Ајде да речеме така, да не бидам прегруп. Next. И што е со последново парче? Што е со финалново издание? Последниот модел, последната креација треба да е спектакул, треба да е тоа шатдаун да направи, тоа треба да е најспектакуларното нешто што ќе се случи во вечерта. Ако е ова нешто спектакуларно за да се затвори модната ревија и за да сите се одушеват или сите да го посакаат да имаат нешто од таа колекција, па ја не би го посакал ова ни на маса да го поставам. Ова не е ни на тањери да му ставите одозгора. Со сиот респект према трудот и према работата, меѓутоа, знаете како вика Донателла Версаче? Што е модата и што е со модните парчиња? Ако видите нешто, треба толку многу да го посакате тоа, да не ви излезе од мозок, да се обседнете со тоа парче. Модно, дали е фустан, дали е торба, дали е костим, што и да е, треба да не излезе од вашата глава за да посакате и да го купите. Така функционира модниот бизнис, така функционира се, како били што ме пукна за камерата на Анджелина Джоли. Ја сака. Никој не може да го посака, да ја посака оваа глупост. Ова е глупост од фустан, ова е досаден фустан. Фустан за деверуше од 2000 години, па дури ни тогаш. Ете толку. Мислам дека и телефонските линии ми се блокирани, на штикла некој не ми се јави, заради тоа што, како да ви кажам,
ова е нешто што тековно се случува. Не знам кој на кого во Скопје ова го одушевува, меѓутоа мене дефинитивно не. Јас сум си искрен како и секогаш и го кажувам моето мислење заради тоа што очигледно ми се може. Барем не сум лигуш и лингур, да одам тамо и да викам, иако имав покана, знаев што ќе гледам, и да викам леле, колку ти е убаво, леле, прекрасно. Не, ништо тука не е убаво, нити е прекрасно, а камоли иновативно и далеку од естетски и од модерно. И морам да го додадам делот зашто модната глупост или модните партали на Тања Кокев се такви кои што се, заради тоа што повторно не ги прати светските трендови, а камоли да е во тексонимите, додека во цел свет имате доминација на една екстраваганца, имате колор во сите бои, имате нереални креации за сечи вкус, за сечи вид на тело, имате иновација во материјали, имате реинвенција во дизајни и за мажи и за жени. Она покажува модно досадна глупост, партал естетика, каде што на настан, каде што гостите се поубави од моделите што треба да се покажат на самата ревија. А при тоа Македонија има многу талентирани и многу креативни деца кои ја разбираат модата многу подобро. Значи, ова све што го гледав и го кажувам пак, моето мислење е нешто што е предосадно за модно шоу или модна ревија. Секој no-name бренд има помодерни и потековни алишта во продавниците, отколку што моден наш дизајнер пласира како колекција. Глупости. Во модни катастрофи за денеска толку. Се гледаме у плакарот на Кека. Чак! Еве ме мене во плакарот на Кека повторно. Лето иде. Кажав и прошлата емисија. Кека мора да има летни аутфити, многу сака да се настега, многу сака да е летно дотеран, ама па да изгледа кул. Се пушта пак по продавниците на фешн групи, само дрпа ташни, чевли, фустан, овој го сакам, оној го сакам, овој не го сакам, оној. Добро, жено, смири се. Најдовме за денеска 3 комбинации. Првото, сака да облече, најде прекул, префора, деним, односно Тексас фустан на патент со брусни, кој преубаво ќе отцрта оваа велелепна линија на Кека на незиното тело, ќе ја искомбинира со црна ташничка и со соодветни чевли. Ајде да видиме Кека како ќе изгледа. Чак! Еве Кека настегана у Тексас фустан. Преубаво стои на незината линија на тело. Погледнете колку се убаво, и не само на Кека линијата на телото, него генерално овој фустан е многу добро скроен и ќе стои добро на повеќето. Ви препорачувам да го пробате. Значи, станува збор за фустан кој е на патент, хопа, да не откопчуваме сега, до горе. Можете да го носите и како, нели, мантил наметка, меѓутоа мене ми се допаѓа многу овој крој и ова како убаво доаѓа на генерално како убаво стои. Сега, заради тоа што самиот Тексас фустан е многу модерен и е доволно атрактивен сам по себе, не сакавме да додаваме многу детали. Има црна торбичка и ги најдовме исто и овие префора сандали црни кои го надополнуваат целиот овој изглед. Нормално заради тоа што станува збор за Тексас фустан. Тексас фустан можете да го комбинирате со што и да сакате. Можете со патики доле, можете со ранче, можете со друг колор на чевли, на ташна или како и да ви сесони или како сте инспирирани или како и да ви текне. Мултифункционален, можете и за преку ден, и за на кафе, за на работа, не баш. И нормално можете и за вечерно излагување со соодветни обетки, накид, соодветни чевли и ташна. Така да ви препорачувам да имате за летото едно вакво парче како што има Кека. Што следно Кека ќе се настега, ќе видиме сега. Чак! Еве Кека во жолт фустан, драги гледачи, многу и се бендисува оваа боја, а бога ми и мене. Специфична боја на жолто, многу впечатлива, многу интензивна, многу убава, многу летна боја.
многу пријатен материјал, многу убав крој. На прерамки, тука има некаков си дизајн, овдека има некоја си дупка која што го истакнува струкот, должината е перфектна, одлична, ја искомбинира со ташниче, со соодветна боја да одговара тон на тон и толку и се бендиса овие папучиве, драги гледачи, и црни носеше и розеви носеше, ама толку и се видоа удобни, ако се на високи подпетици, се перфектни, се прекрасни, така да си ги клакна во оваа комбинација да си направи еден многу фора, ултимативен, модерен, летен изглед. Кека е пресрекна со овој фустан. Сега, овој фустан нормално можете да го играте и со друг вид на торба, друг вид на сандали, меѓутоа секако поубаво кога имате сандали на нозете отколку чевли, можете да носите или соодветни балетанки, на ова се може да додадете и соодветен накид, обетки например, некоја си алка, за да изгледате по-вечерно, да кажеме, или по-накитено, како ќе ви дојде. И мене исто така многу кека ми се допаѓа вака. Сега, треба кека да се пресоблече уште еднашка. Ајде да видиме кека што замислила за летово, како ќе се шета, како ќе се вее, што ќе иде на одмор. Чак! Еве, кека во последното издание за денеска. Многу е срекна со овој фустан. Многу и се бендисаа боите. Многу убав, летен материјал. Отвори кека. Мораше да отвори. Кучна коска да извади, малку бронзерче да си стави, фустан на рамења паднат, карнерче. Фустанот е преубав, колоритен, многу модерен. Тука има еден скриен шлиц, ама кека во одење, кога ќе оди кека, ова ноđe малце фц, ќе излегува, препријатен материјал, преудобен и многу модерен, летен фустан. И кека сакаше да го искомбинира со Baby Blue. Се запна со Baby Blue. Кога имате фустан во колор, можете да го искомбинирате со било каква боја од фустанот од боите што ги има на фустанот. Кека се запна за Baby Blue, како што реков. Ги најде овие фора салонки со таа нереална боја на убава висока подпетица, може и со сандали, меѓутоа се запнала, сега ќе одел у салонки. Океј, еве ти салонката, оди. И најде соодветно ташниче, малечко, кое што одговара и на фустанот и на чевлите. Може на кекато после да и текне да се стави и некоја таков вид на ланец да го надополни овој изглед, или некоја си атрактивна таква Baby Blue менгуша, ќе ја собере косата, ќе си направи некоја плетенка или некоја пунџа, некоја тутканица, или можеби ќе ја пушти, зависи како ќе биде расположена. Битно е многу задоволно од овој изглед, си се бендисува, се побудале дури него доби фустанов и него облече. Кека е спремна и за преку ден, и за вечерно излегување. Пресрекна е во овој нов фустан, баш како го оди така, драги гледачи, фустанот и се мафта и не и доаѓа така убавко малку фуф. И мене исто така многу ми се допаѓа. Се ова што видовте денеска во плакаров на Кека, можете да го најдете доле, ќе ви оставам линк во дескрипција, парче по парче, да видите што, како, евентуално да си разгледате, да пробате, да видите што на вас ќе ви стои подобро за ова лето. Од мене, за денеска, во плакарот на Кека, толку! Добро дојдовте у делот на Q&A, каде што поставувате прашање на мојот Instagram профил, каде што јас ги одговарам тековно на Instagram, а дел ги одговарам тука во емисија. Ајде да видиме што имаме за денеска. Зошто не ја коментираш Маријана Станојковска? Затоа што Маријана Станојковска сум ја коментирал, она е една многу атрактивна како појава, заради тоа што е многу згодна, носи претежно долги елегантни фустани и не ја коментирам од причини заради тоа што ми она мене модно досадна. Мислам ништо посебно. Next. Што мислите за комбинацијата минт циклама боја? Мислам да, сакам кога се мешаат тие тонови, заради тоа што не само тие, колорот е во мода, меѓутоа треба да знам и кој го прашува прашањето и како би му стоело минт со циклама, заради тоа што може да изгледа добро, а може да биде и модна катастрофа. Next. Какво мислење имате за производите на Ланком? Зависи за кој производи Ланком, имаат палета на производи, повеќето од производите на Ланком, да, имам добро мислење.
Next. Најубава сестра од Кардашијанките. Па од Кардашијанките, Ким е таа што е најекспонирана и Ким е таа што го води, нели, шоуто, меѓутоа Ким е и таа на која што освен фокусот на јавноста, Ким е таа што има највеќе работа на внесено во неизе со и инвазивни и неинвазивни методи на разубавување. Повторно нема апсолутно ништо лошо во тоа. Ким изгледа фантастично таква каква што е. Меѓутоа најубава, ако треба да кажам за најубава, дефинитивно е сестра и Кендал, заради тоа што е мене лично ми е најубава. Ете, нема зошто. Next. Што да носиме ние девојки со конструкција круша или кој стил на облека? Прашањето е добро со тоа што кога викате конструкција круша, јас треба да знам дали мислите, претпоставувам дека мислите на колковите. Меѓутоа не се секогаш колковите проблем. И Ким Кардашијан има конструкција круша, ако ќе видите. Меѓутоа од друга страна пак има складна, заради тоа што има рамења и има гради кои одговараат на струкот и на облините. Од позади Ким Кардашијан изгледа не као круша, него као лубеница да носи. Што мене не ми се допаѓа, али ако немате, ако рамењата ви се потесни, а колковите ви се поистакнати, гледајте да носите горе нешто што ќе ви даде линија на рамењата. Ако имате гради и немате рамење, изгледате како да сте натиснати, а доле исто така имате волумен, само треба да го отворите горниот дел, а долниот дел да не го потенцирате. Нека биде нешто што убаво ќе ја прати вашата линија на тело и не мора да имате нити тесен струк, без разлика на која килажа сте. Нешто што убаво ќе ја прати вашата линија на тело и ќе ви даде некаков си сразмерност во вашата појава, да не бидете горе тесни, а да бидете само доле широки. Значи ќе ви фали некаков си некој блейзер, а доколку имате и големи гради, тек тогаш може да биде проблем. Треба градите некако да ги неутрализирате, да не доаѓаат во преден план или во фокус, него едноставно да се избалансира таа форма на тело. Next. Соодветни патики за кратки нозе. Невозможно е високи подпетици цело време. А каква врска има должината на нозете со патиките и со високите подпетици? Кога имаш кратки нозе, нозете се кратки. И на патики, и толкави да облечеш, и копита да облечеш, и платформи, 20 сантимски, пак ќе ти бидат нозете пократки. Нема секој долги нозе, нема секој нозе ко Адриана Лима или ко Викторија Секрет модел. И не може да има. Патика е патика, исто како што штикла е штикла, без разлика каква и да е ногата. Побитно е како ќе го искомбинирате тој патиката со нозете и со горниот аутфит, отколку дали треба да носите, апсолутно е невозможно да сте да подпетици, меѓутоа треба добро да ви се искомбинирани патиките со горниот дел од аутфитот или стајлингот, а не треба да ви е приоритет должината на нозете, заради тоа што нозе не се продолжуваат, какви ви се, такви ви се, тоа е. Next. Next нема. За денеска во Q&A толку. Продолжете да ме следите на Инстаграм, да прашувате прашања, што ве интересира, а што можам и што ми е интересно да ви дадам совет, јас ќе го одговарам тековно тука. Поздрав! За денеска тоа би било толку од мене. Се гледаме во наредната емисија. Поздрав!